Јас денеска имам две пратенички прашања кои се однесуваат на Министерството за енергетика. Денеска, за жал, повторно министерката не можеше да биде присутна, но тука е заменикот министер и се надевам дека ќе добиеме одговори на конкретните прашања. Во суштина ние по 35 години независност од Македонија, сето тоа што го наследивме како енергетски капацитети од претходната држава, едноставно го уништивме и базното производство на електрична енергија ние сведено на смешни капацитети кои не се укрупнуваат, туку напротив се уништуваат на сметка на приватниот интерес кој ги финансира партиите кои владеат со нас. И по 35 години девастиран електроенергетски систем на Македонија, сега имаме целосно зависен и долгорочно неодржлив електроенергетски систем во кој главни играчи се олигархиските партии и семејствата на политичарите. Сакам да потенцирам, овде не се работи ни за пријатели, ни за некои политичко-економски спреги, тука се работи директно за семеен интерес на наши политичари кои имаат своји членови на фамилијата, кои произведуваат струја и на крај ни се врагови на електроенергетскиот систем, како што гледаме преку резултатите кои ги имаме во изминатиот период. Предходно на сите ни е јасно дека ја продадовме електродистрибуцијата на ЕВН, на Чебрен не го изградивме и покрај 14 пропаднати тендери за Чебрен и сега сме дојдени во следната ситуација. Денеска дур јас чекав да дојде мојот ред за поставување на пратенички прашања, почитуван заменик министер, во Кочани нема струја. Значи во Кочани се случува потполен крах на електроенергетскиот систем повторно. Кочани нема струја, Чешиново, Облешево нема струја, делови од Струмица немаат струја, делови покрај главниот град немаат струја. Пред 2 дена на 18 мај ни се деси потполен крах на електроенергетскиот систем, со што резултираше со снемување на струја на големиот дел од територијата на Македонија и тоа се случи тоа што пробувавте да го избегнете за време на великденските празници, кога Министерството за енергетика, МЕПСО, РКЕ тргна во панично исклучување на фотоволтеиците, тоест поточно се молевте со приватните бизнисмени за да ги исклучат фотоволтеиците, за да не се случи всушност тоа што се случи на 18 мај и тоа што не го избегнавте на 18 мај. Сега за причина за крахот на 18 мај се вели, барем од МЕПСО, од АД МЕПСО, се тврди дека е настанат дефект поради малата потрошувачка и големото производство на електрична енергија, тоест вели дека настанал дефект во регионалната мрежа, тоест на 400 киловатната мрежа во регионот, што предизвика краткорочен испад на енергетските трансформатори. Тука се поставуваат две прашања. Првото прашање е зошто кај нас не се случува испад во далеководите на 400 киловатната мрежа, туку на 110 киловатната мрежа. Зошто се случува испадот на 110 киловатната мрежа, а не на 400, доколку се случило преоптеретување на таа мрежа од 400 киловатната мрежа? Затоа што од друга страна додека министерот за енергетика на Бугарија ни рече дека при овој инцидент тие преку своите компензацијски капацитети успеале да го спасат нивниот крах. Тука се поставува прашањето каде се нашите компензацијски капацитети и каде се батериите за долгорочно складирање на овој вишок на енергија. Но во целата таа какафонија вистината е дека ни регионот ни е крив. Значи МЕПСО сега вели дека во регионот настанал проблемот, не сакајќи да прифати дека нашата нестручност, недостаток на визионерство во енергетскиот сектор и робувањето на приватниот интерес на фотоволтеиците не донесе на ова каде што сме. Зошто го поставува ова прашање? Ако земеме предвид дека нашето базно производство на електроенергија го прави РЕК Битола, еден генератор на РЕК Битола има номинална мокност од 210 мегавати, вградена мокност од 210 мегавати. Значи, и да имаме јагленот А-класа и да работат сите три генератори, што многу пати кај нас се случува да не работат. Ние имавме пример каде што 365 дена еден не работеше, значи имаме номинална мокност од 630 мегавати. Во изминатите 2 години
РКЕ има издадено дозволи за фотоволтаици во кумулативна вредност од 900 мегавати. Како тогаш производство на 900 мегавати на фотоволтаици сме ставили, дека базното производство на РЕК Битола ни е 630, и сега ако го земеме предвид дека прво на хидроелектраните, на хидроцентралите, на РЕК Битола, на Чебрен кога би го направиле, тие би биле на погон на турбини и тие може да вршат синхронизација на производството на електрична енергија, додека кај фотоволтаиците има два модуса. Или ќе работат, или нема да работат. И сега ние, пратете на мовор за да се илустрира, ние сега треба да ги молиме брат му на овој, братучет му на оној, не Станко има заштита од Мицковски, не Трајко има, не знамо, некој бивши премиер од Заев, и сега ние треба да се такмичиме со капиталистичката логика за производство, затоа што да бидеме вулгарни, ич не му е гајле на приватникот дали ние треба да синхронизираме во нашата мрежа, на него му е поента да произведува струја и таа да ја пушта во мрежата за да генерира профит. И ние даваме, без прекин даваме дозволи за фотоволтаици, кои очигледно не може да ги поднесе нашиот електроенергетски систем, и ни се случуваат крахови за кои не ќете да признаете дека се случуваат заради приватниот интерес на фотоволтаици, туку преку ментална гимнастика пробувате да му дадете регионален контекст, да му дадете континентален контекст, секаков контекст да избегате од вистината дека вашите криминални партнери од приватниот сектор пумпаат пари. Затоа што не ви е гајле за одржливоста на електроенергетскиот систем во Македонија. Како министерство, затоа што јас би ве подсетил, вие сте првото министерство, првиот експлицитен ресор за енергетика во постоењето на Република Македонија. Значи, вие сте првиот заменик министер на овој ресор, господијата Сања Божиновска е првиот министер. И сега во време на вашето владење, ајде да ги видиме бројките. На минатите пратенички прашања јас на Сања Божиновска и ги посочив следните бројки. Вели, заклучно со третиот квартал на 2024 година, според Министерството за финансии, доспеан долг на АД Електрани, а неплатен бил 4 милиарди 426 милиони. Недоспеан долг 5 милиарди 747 милиони или кумулативно 10 милиарди 174 милиони, што е во превод 165 милиони евра. Министерката рече, да, се согласувам, тие се бројките, треба да се намалат, се ќе правиме магии за да се намалат бројките. И сега доаѓаат бројките од првиот квартал од 2025 година. Во тие бројки се вели, доспеа на неплатени обврски 3 милиарди 364 милиони или 59 милиони евра. А недоспеан долг од 7 милиарди 656 милиони или 124 милиони евра. Значи, ЕСМ сега должи, наместо 165 милиони во септември, сега должи 183 милиони 593.567 евра. Значи, долгот е зголемен. Од друга страна, АДСМ за прв пат во историјата прикажува загуба. За прв пат во историјата прикажува загуба од 123 милиони. Министерството за финансии вели дека тие нема да се амортизираат преку државниот буџет, туку дека треба ЕСМ да настапи на финансискиот пазар и да се задолжи кај банки. Моите прашања, прво за овие долгови, дали вие како ресор кој ве измисливме тука во собранието, дали вашата експертиза е впрегната во насока да го колабираме ЕСМ, за вашата експертиза потоа да ни објаснува зошто треба да се приватизира и дали планирате да направите нов бомбон на бизнис повторно со електроенергетскиот систем. Ако го носите во крах, а вие сте, јас повторно не можам доволно да нагласам, вие сте првиот заменик министер во историјата на Македонија за енергетика и вашата шефица во министерството е првиот министер за енергетика во историјата на Македонија. Како успеавте ЕСМ да го донесете прв пат во загуба? Како? Кој ќе понесе одговорност? Од друга страна, моето дополнително второ прашање е за колапсот на електроенергетскиот систем во изминатиот период. Дали планирате да побарате, тоест да ги разрешите директорите на ЕСМ и на МЕПСО и да ни одговорите кој ќе компензира штетата која настана по домакинствата и по фирмите заради прекинот на струја? Ви благодарам многу.